Здраво, деца! Брзо ни поминаа 5 дена онлайн камп. Научивме многу вистини, нели? Вклучете се и активно следете не на нашата интернет страница. Довидување и ви посакувам прекрасно лето. Каде треба да е ова парче? Се мачам со часови. Знаете дека слушувалките можат многу да нервираат, особено ако не можете да ги завршите. Мора да е тука некаде. Сигурно е овде. Мислам дека го најдов. Штом завршив, ајде да го проверам ловецот на вистини. Што ти е, ловецу на вистини? Денес не ми изгледаш многу среќен. Не сум. Не ми се верува дека кампот завршува. Многу ми се допадна. Да, научивме многу чудесни нешта од Библијата, нели? Но се уште има многу што да се научи, иако кампов завршува. Чекај, кампот уште не е завршен. Го имаме денешниот ден. Ајде, можеме да започнеме. Се прашувам, кои вистини ќе ги уловиме денес? Одвај чекам. И јас одвај чекам. Библијата дава одговор на многу прашања. Таа е неверојатна книга, напишана од Бог. Целосно вистините. Чудесно! Значи, ајде накусо да повториме што научивме досега од Божиот голем расказ, да видиме дали ќе се сетите. Првиот ден научивме дека сме создадени налик на Бог. Вториот ден научивме дека сите сме грешници. Третиот ден научивме дека Библијата ни кажува каков е Бог. Четвртиот ден научивме дека Исус може да поправи се што гревот расипа. Вие навистина имате добро помнење. Денес ќе научиме уште еден важен дел од расказот. Библијата ни кажува како ти можеш да му припаѓаш на Бог. Но сега имам уште еден тест за вас. Кажи ми, каде се наоѓа стихот кој го научивме напамет? Викни силно, за да може да те слушнеме. Здраво! Ова беше прекрасно. Јован 3 глава, 16 стих. Токму така. Кој од вас сака подароци? Јас сакам да добивам подароци. И ако подарокот е завиткан во хартија, сакам да го искинам на брзина, за да видам што има внатре. Сакам служувалки. Кој е најубавиот подарок кој некогаш сте го добиле? Тоа звучи убаво. Но јас сакам да ви кажам за најдобриот од сите подароци. Подарок кој само Бог може да ви го подари. Ке ви го прочитам стихот, а вие гледајте во зборовите и проверете дали се подредени правилно. Добро, одиме. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Дали се правилно подредени зборовите? Одлично! Ајде да го кажеме заедно. Библијата во Јован 3 глава 16 стих вели: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Добро, ајде сега станете и убаво истегнете се. Ајде сега да го кажеме стихот. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Прекрасно, деца! Што мислите? Што е толку неверојатно во овој подарок? Тоа е вечниот живот. Бог го даде својот единствен син Исус да ја земе на себе казната за нашите гревови кога умре на крстот. Тој толку многу те сака, што сака секогаш да бидеш спасен од казната за гревот. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син. Да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Овој пат ќе си одберам неколку зборови. Подготвени?
Застани на една нога и кажи го стихот. Може би ќе треба да се држиш за нешто. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Браво! Сега префрли се на другата нога. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Прекрасно, деца! Ајде сега да го кажеме стихот, без да имаме балони, кои ќе не подсетуваат. Нека биде најдобро. Библијата во Евангелието по Јован, глава 3, стих 16 вели: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Како ви оди? Паметни сте вие. Се прашувам колку стихови можете да научите на памет? Нека тоа ви биде предизвик. Бог сака и вие да го имате овој подарок на вечен живот и да му припаѓате нему за секогаш. Ако верувате дека Исус умре за вашите гревови и верувате дека ви простил, Бог ќе ви го даде овој прекрасен подарок, вечен живот, и ќе бидете еден ден на небото. Исус е жив и вие можете да му кажете уште денес дека ви е жал за сторените гревови, да му заблагодарите што умре и воскресна наместо вас и да му го предадете својот живот нему. Да го кажеме стихот последен пат. Размислете убаво што ни кажува тој. Може би, додека го кажувате стихот, размислувајќи, можете и да разговарате со Исус и да добиете вечен живот. Библијата во Евангелието по Јован, глава 3, стих 16 вели: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Браво, деца! Одлично! Човек, пример совршен ни покажа.
Пеевте супер. Еј, Андреј, знаеш ли што значи твоето име? Всушност знам. Андрей значи мажествен, силен. Мажествен, силен, навистина. А вие, деца, знаете ли што значат вашите имења? Може да дознаете подоцна. Дали некој од вас се вика Онисим? Да видам дали може да го изговорите. 1-2. Онисим. За Онисим читаме во Библијата. Името му значи полезен, а всушност тој бил безполезен. Работел за човек по име Филимон. Филимон верувал во Бог. Сигурен сум дека Онисим бил поканет да го проучува словото во домот на неговиот господар и да се моли. Но не мислел дека таму припаѓа. Проблемот бил дека тој бил грешник и не му припаѓал на Бог. Можам да замислам дека кога го чистал домот на Филимон бил мрзлив. Веројатно работел најбавно што можел. Веројатно мрморел, се жалел, овкал. Може би посакувал да има многу пари или тој да е господарот. Дали бил љубоморен? Може би некои од другите слуги го подсетувале Онисим колку е љубезен Филимон. Бог е љубезен кон тебе. Кажи некој од работите што ја покажуваат Божјата љубезност. Да, домот, храната, семејството. Ако верувате во Исус како Спасител, тогаш нештото за кое треба да сте најблагодарни е дека му припаѓате на Бог. Ти си дел од неговото семејство и тој е твојот небесен татко. Ништо не може да го промени тоа. Ти можеш да му зборуваш секој ден, а и тој ќе ти зборува кога ќе ја читаш Библијата. Колку е чудесно да му припаѓаш на Бог. Кажи му колку го сакаш и колку си му благодарен. Онисим не му припаѓал на Бог и не мислел дека припаѓа во домот на Филимон. Тогаш Онисим се сетил. Ке избегам. Нов живот далеко од тука. Тоа ми треба. Може би украл пари или нешто друго од Филимон. Да му се најдат. Сигурно, Онисим бил возбуден. Тој патувал кон големиот град Рим. Може би мислел дека сега му е забавно, но тој не сватил дека се уште го има проблемот на гревот. Бог те создал тебе, мене, сите, да му припаѓаме на него. Но нашиот грев направил голем проблем. Бог го мрази гревот и тоа не сопира да му припаѓаме. Бегството немаше да го промени тоа. Онисим никогаш немаше да е среќен. Се додека не го реши проблемот на гревот и не му припадне на Бог. Онисим продолжи да оди, километар по километар. Стани и ти и оди низ собота. Се надеваше дека ќе биде среќен, но знаеше дека, ако го фатат војниците, како избеган роб, ќе има многу проблеми. Преправајте се дека разгледувате да нема војници по патот. Најпосле стигна во Рим. Прекрасен град, и во него имаше што да се види. Но не беше само забава. Требаше да најде работа, да заработи, да си купи храна. Не познаваше никој. Може би се чувствуваше осамено, бедно, загубено. Рим не беше одговорот. И ти сваќаш дека гревот те одвојува од Бог и ти не му припаѓаш. Може би се чувствуваш тажен или виновен кога ќе направиш лошо. Сакаш да му припаѓаш на Бог и да се чувствуваш сакан, прифатен и слободен од вината за гревот. Божиот син Исус е единствениот кој може да ти овозможи за секогаш да му припаѓаш на Бог. Камо Онисим да го знаеше тоа? Ајде станете и да пееме заедно. Оној кој може да ти помогне да му припаѓаш на Бог за секогаш. Со сето срце и сета душа си одум, со сета сила, со мојот ум и сета душа велам, ке те сакам, свети Боже, чисто срце дај ми секој ден. Секој час, секој миг, секој стих и секој чекор. Биди дел од мојот свет, те молам, биди секој ден и благодарен.
секој ден. Чувај ме од ден за ден. Со сето срце и сета душа си од ум. Со сета сила, со мојот ум, со сета душа велам ке те сакам, свети Боже, чисто срце дај ми секој ден. Секој час, секој миг, секој ден и секој чекор. Биди дел од мојот свет, те молам, биди секој ден и благодарам, мој спасител си ти. Секој миг, секој час, те молам јас, со молитва, помошник, секој ден. Чувај ме од ден за ден. Со сето срце, Сето срце, сета душа, сета душа, си од ум. со сета сила, Сета со сила, мојот ум и сета душа велам ке те сакам, свети Боже, чисто срце дај ми секој ден. Чисто срце здравје дај ми секој ден. Супер песна. Еден ден Онисим сретна човек по име Павле. Павле му припагаше на Бог, а беше во затвор, бидејќи на луѓето им кажуваше за Исус. Онисим свати дека може да му верува на тој човек. И така почна да му раскажува за себе си. Онисим, твојот проблем не е само што си побегнал од господарот Филемон. Како тоа? Твојот проблем е што ти се обидуваш да избегаш од Бог, оној кој те создал за себе си. Од каде па знаеш ти? И јас го правев истото. Се обидував да избегам од Бог. И тогаш, еден ден, се сретнав со Исус и дознав што тој направил за мене. Продолжи. Кажи ми повеќе. Бог ги сака сите и го испрати својот син Исус во светот. Бидејќи тој беше единствениот што можеше да земе казната што ја заслужуваме за твојот и мојот грев. Кога Исус дојде во светот, тој отиде на крстот, беше закован и умре, но не за своите гревови, туку за туѓите, за твоите и моите. И секој кој верува дека тој е единствениот пат назад кон Бог, има ветување дека гревовите ќе му се простат и ќе стане дел од Божјото семејство. Тоа важи за тебе, Онисим. За мене. Роби крадец. Да, за секој кој верува во Исус и во тоа што тој го направил за нив, кој се свртува од стариот живот и го следи Исус, има ветување дека навистина ќе е дел од Божјото семејство. Онисим поверува во Исус. Гревот му беше простен. Каков ден? Сега, кога му припаѓа на Бог, нештата веќе нема да бидат како порано. Неговата вина ја немаше и знаеше дека Бог ќе е секогаш со него. Стана дел од Божјото семејство и никогаш немаше да биде казнет од Бог за неговиот грев. Денес тоа може да ти се случи тебе. И ти можеш да му припаѓаш на Бог. Може да биде одземена и казната за твоите гревови, па и ти да станеш дел од Божјото семејство. Само поверувај Исус да ти ги прости гревовите. Онисим учеше колку што може за Бог и за Библијата. Но еден ден Павле му кажа дека треба да ги исправи работите со неговиот господар, Филимон. Павле му пиша на Филимон, молејќи го да го прими Онисим назад. Сега тројцата беа дел од Божјото семејство. Онисим тргна на долго пешачење дома. Оди малку низ собота. Што ли ќе стори Филимон? Онисим можеше да зборува со својот небесен татко што го сакаше и се грижеше за него. Ако веруваш во Бог, можеш со него да го споделиш секој проблем. Можеш со него да зборуваш во секое време, на секое место, за се. Филимон го прими Онисим со радост. Неговиот избеган, бесполезен роб сега му припагаше на Бог. Онисим беше сменет, почна напорно да работи, достојно на неговото име. Полезен. Им се придружи на другите кога се собираа да се молат, пеат и учат од Библијата. Да му се припаѓа на Бог е прекрасно. Слушнете едно ваше другарче, што има тоа да ви каже. Кога бев помал, му кажав на Бог дека жалам за моите гревови. Но оние кои му припаѓаат на Бог, сите гревови им се простени. Знам дека еден ден ќе живеам заедно со него на небото.
Тој ми помага секој ден и ми вети дека нема да ме напушти. Тој ми е најдобар пријател. Сакам да научам повеќе за Бог и да го слушам во се што ќе правам. Оти знам дека тој ме сака. Сакаш ли ти да му припагаш на Бог? Направи го истото како Онисим. Тогаш нема да загинеш, туку ќе имаш вечен живот. Тоа звучи како нашиот стих што го научивме на памет. Ајде да го кажеме заедно. 1, 2. Во Библијата, во Јован 3 глава 16 стих пишува: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Во ред, но можете ли да го кажете заедно со дејствата? Ајде на 2, 1, 2. Во Библијата, во Јован 3 глава 16 стих пишува: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Одлично! Ајде да одиме и да видиме што ќе направиме денес. Здраво, деца! Се радувам што сте заедно со нас денес. Во изработката на нашата последна рачна работа оваа недела, денес ќе направиме оваа прекрасна висулка. Ке сакаш ли да ни кажеш што ни е потребно? Прво, ќе треба да ги симнеш и отпечатиш овие 3 листа од веб страницата за ден 5. Потоа собери лепило, ножици, жива гума, врвка, моливи и бојци и се разбира картон. Откако ќе ги симнеш, прво ќе ги обоиме отпечатените листови. Откако ќе ги обоиш, ќе изгледаат отприлика вака. Забележуваш дека јас сум го исекол вишокот бела хартија, за полесно да го залепам листот на картон. Сега двајцата ќе ги залепиме врз картоните. Убаво! Откако ги залепивме, сега ќе ги исечеме сите делови, а потоа ќе ви кажеме што следува. Уф! Откако обоивме, откако залепивме и сековме се, време е да дупнеме дупки за деловите да ги поврземе заедно. Ке сакаш ли да ни покажеш како се прави тоа? Земи ја живата гума, заедно со парчињата. Парчињата. През гумата стави го парчето и внимателно направи дупчиња. Сега ние ќе ги издупчиме останатите делови. Кога сме ги дупнале сите дупки, следен чекор е да исечеш врвки. А најкусото парче нека биде за рибата. А сега, ние ќе ги поврземе сите парчиња заедно. Многу помага ако земеш молив и со него ги прошириш дупките. Еве вака. Многу добра идеја. А сега ќе почнеме да ги закачуваме парчињата врз нашата висулка. Ќе започнеме со девојчето. И, еве сме, нашата висулка е готова.
Мислам дека изгледа многу убаво и дека не подсетува на се што работевме, учевме и правевме досега во нашиот камп неделава. Пробајте и вие да си направите за себе една ваква убава висулка. И јас сакам да си направам едно такво за мојата соба. За крај, ајде да зборуваме со Бог во молитва. Може би размислуваш за твојот грев и за припаѓањето на Бог. Кажи му колку ти е жал за гревовите. Благодари му што го испрати Исус да умре на крстот и благодари му дека може да си дел од неговото семејство и да му припаѓаш за секогаш. Ајде ќе се молам. Мил Боже, ти благодарам за прекрасниот камп оваа недела. Ти благодарам за секој кој слушнал и учествувал. Ти благодарам за се што не научи од твојот збор, Библијата. Помогни им на децата да не заборават што слушнале, но најмногу од се, помогни им да веруваат во Тебе. Те молиме во името на Исус. Амин. Ловецу на вистини. Време е да кажеме до гледање. Колку убаво си поминавме. Се надевам дека уживавте. Може би ќе им кажете на пријателите за кампот ако го пропуштиле. Убава идеја. Сите 5 дена ке се на нашиот YouTube канал, па можете да ги гледате пак. Или пак кажи го на пријател каде да ги најде. Ви благодарам што не гледавте и учествувавте. Не заборавајте да го симнете образецот за рачната работа од нашиот веб-сајт. Родители, ако сакате да дознаете повеќе за мед и како вашето дете може да се вклучи во некоја друга наша активност, посетете ја нашата веб страница. Деца, беше прекрасно секој ден да се поучуваме од оваа книга, Библијата. Мислам дека е добро да завршиме така што ќе станеме и заедно ќе го кажеме стихот што го научивме. Кажете го најдобро што можете и не заборавајте на дејствата. 1, 2. Во Библијата, во Јован 3 глава 16 стих пишува: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Многу убаво. Ајде да завршиме со песна. Да пееме за нашиот чудесен Бог. До гледање! Чујте, во штала малечка, чујте, се роди Спасител, чујте, тој е принц на мир, чујте, дојде меѓу нас, чујте, Исус е Спасител, чујте, умре тој на крст, чујте, го прости мојот грев, чујте, жив е и воскресна, го прати Господ својот син, со љубов тој не засака и секој кој поверува и вечен живот добива. Чујте, во штала малечка, чујте, се роди Спасител, чујте, тој е принц на мир, чујте, дојде меѓу нас, чујте, Исус е Спасител, чујте, умре тој на крст, чујте, го прости мојот грев, чујте, жив е и воскресна, го прати Господ својот син, со љубов тој не засака и секој кој поверува и вечен живот добива, добива. Чујте, Исус е Божи син, чујте, умре тој на крст, чујте, гревот е победен, чујте, жив е и воскресна, чујте, жив е и воскресна, чујте, жив е